Без поголеми вложувања и отворање на двете спортски сали во Прилеп, сала Македонија и универзална сала, нема да има никаков спортски напредок во градот. Ова е ставот на поранешните спортски работници од Прилеп кои што добија признание за својата долгогодишна работа од страна на Сдруженијето на спортски ветерани од овој град. Велат како може некој да очекува развиен спорт ако нема каде да се тренира. Дојдовме во ситуација од две прекрасни сали, Прилеп да нема сала каде може да тренира, да има услови за тренинг, услови за надпревар, дојдовме во ситуација да не функционира. Голема штета, училишна сала е училишна сала, без публика, играме надпревари, меѓутоа тоа не е тоа. Родителите ида да го гледа своето дете и ти да не му дозволиш него да влези сала, во универзална сала и во Македонија, за мене е тоа несватливо. На истото мислење се и нивните помлади колеги од Сојузот на училишни спортови. Затворени се двете спортски сали кои што се градски во градов, нема ниту за тренинзи, ниту за надпревари. Дури и официјалните надпревари на матичните клубови по спортови се играат во училишните спортски сали, што нормално прави одредени пречки за одржувањето и на училишните надпревари, односно надпреварите кои што ние како училишен спорт ги организираме. За падот на спортот во Прилеп дел од проблемот го гледаат и во неговата комерцијализација, односно профитот пред самиот спорт, што не требало да биде така. Млади вегинари му препарчувам на младите генерации кои што доаѓаат после нас, апсолутно да не гледаат финансиски моćни родители или немоćни родители, него оној кој што го обидува. Ако не го обидува да го направи тој талент, со негова упорна работа да изведе се како што ние во времето некогаш правевме и така натаму. Се гледа нека низ парите, професорите сигурно многу повеќе бараа пари за да ги тренираат децата, родителите сега така речи сите посиромашни и малку тешко да ти работи. Некогаш имавме во рамките на Сојузот на училишен спорт организирано со 10 професори и 10 пионерски школи со стотици деца кои работеа и ентузијазмот беше некако на многу повисоко ниво, ми се чини, отколку сега нека не замерат младите колеги. Препорачуваат да се соберат сите релевантни спортски фактори во градот и да започнат темелно да се решаваат проблемите со спортот во Прилеп. Оти сега стварно немаме градо, нема ништо. Ја мислам, реално за мене ниеден спорт нема да цвети во градов. И женски, и машки, и пионери, и сето тоа. Значи, треба да се преангажираме, еве ние ко Дружение на педагози, да се договориме, да се собериме пак и сами да се кажеме што фали, како фали и што треба да отклониме за да тргне повторно работата кој што треба да биде. Прилеп од некогашен спортски центар во Македонија денес е ставен комплетно на маргините, без соодветна стратегија и од општината и од државата. Тој за жал само ќе продолжи да тоне.